дел. Но моето мислење е дека ако Македонија прифати некое друго име, кое што не е Република Македонија, како например Република Македонија Вардар, ако Македонија би го прифати ова, Грција тогаш ќе произнесе ново барање. Така го користејќи го членот 5 од привремената спогодба, да се осигура поддршката од сите други членки во НАТО и во Европската Унија. Ако смеам, дозволете ми да дополнам моите лични чувства и сум сигурен дека и 99% од македонскиот народ се на исто мислење, и тоа не само во македонскиот народ во Македонија, туку и во соседните земји каде што има големо малцинство на македонци. Нешто како големата штета која што беше направена во 1913 година, меѓутоа тоа е нешто за историјата. Меѓутоа, ако се вратиме повторно на членовете од договорот, нели е иронично е тоа што Грција и меѓународната заедница не го наплатува јазикот, кој што многу јасно и недвосмислено кажува дека привременото име кој што е дадено на Македонија во резолуцијата 817 е само за користење во органите на Обединетите нации. И дека Грција е обврзана да не се меша, според членот 14, кој што веќе рековме, обврзана е да не се меша. И сега ви го поставам прашање за амбасадоре, кажете ми зошто меѓународната заедница го заборава овој документ и не го зема предвид, кој што е документ, договор кој што е подпишан не само од Македонија, туку и од многу висок представник во Обединетите нации. Дали ние како македонци треба да се плашиме од дека сме осудени поради некои мистериозни причини кои што не ги знаеме и не ги разбираме? Дали треба да се плашиме дека има и други дополнителни сили, освен нашиот грчки сосед, кои што не сакаат да видат земја Македонија да постои на балканската мапа и на нација која што се нарекува македонци. Постојат времиња кога навистина мислам дека сте во право, дека можеби има 1, 2 или 3 актери кои што би сакале да видат Македонија исчезната. Но мислам дека тоа нема да се случи. Светот генерално ја признава, го признава постоењето на Република Македонија. Колку што знам јас, повеќето државите го користат името Република Македонија. Сепак спорот е негативен и е дипломатски, кој и тој мора да биде решен. Многу од моите меѓународни пријатели во Америка со кои што комуницирам во последниве неколку децени, не можат да сватат зошто не е можно помеѓу два народа, како што се македонците и грците, да се прифати реалноста, да прифатат дека се во од еден ист вид и да имаат свој живот на едно мало место кој што ние го нарекуваме Балкан. Тие не може да сватат дека во 21 век постои нација на која што е негирано есенцијалното право на самодетерминирање, а тоа не е само основата на западната демократија, туку тоа е едноставно основата на западната цивилизација. Се согласувам. Ако ги погледнете картите од 19 век, тие ја покажуваат Македонија, која што
покрива дел од денешната Република Македонија и територија од Грција. И колку што разбирам, Република Македонија во рамките на Федеративната Република Југославија постоела уште пред Грција да ја нарече својата северна провинција Македонија. И тоа би требало да биде навистина едноставно држави да признаат дека и двете држави го користат тоа име. Бидејќи грците го користат тоа само за една провинција, а не за цела вкупната Република Грција. Би сакал само да го додадам следново. Мислам дека светот ја заборава неодамнешната историја. Има навистина многу малку се споменуваат условите на потпишување на Букурешткиот договор во 1913 година. Сите потогашни постоечки народи на Балканот ги прошируваа своите територии на сметка на македонскиот народ. И во рамките на етничките и историски граници на Македонија, морам да кажам дека доколку јас во овој контекст би имал порака да му ја кажам на грчкиот народ или пак на српскиот, албанскиот или бугарскиот народ, би кажал: слушнете го мојот глас од Македонија. Има само една Македонија, тоа е Република Македонија. Другите наши соседи се Бугарија, Србија, Албанија и Грција. Но во сите тие држави постои малцинство кој што се нарекува себе си македонци, кои што биле протерани во екзит. И сега е време за сите нас да го подигнеме нашиот глас и да ја повторно да ја ставиме Македонија на мапата каде што и припаѓа. Јас мислам дека во 21-виот век првото нешто што треба да се направи е да си обезбеди целосно признавање од страна на сите држави, потоа членство во Европската Унија, членство во НАТО, отстранување на ова вештачко име поранешна Југословенска република. Потребата, мислам дека е да се консолидира Република Македонија во незините сегашни граници. Видовме во минатите 20 на години кои се несреќни, го видовме распадот на Југославија и ги видовме потешкотиите кои што се појавуваат кога почнувате да менувате работи со сила. Затоа сметам дека првиот приоритет за Република Македонија е да обезбеди целосно меѓународна поддршка во незините сегашни рамки. Се согласувам со вас. Дозволете ми само на кратко да подсетам на нешто. До 1988 година во Грција името Македонија беше забранет. Терминот, поимот Македонија беше табу. До тогаш не постоеше Македонија, ниту пак аеродром Македонија во Солун. Амбасадоре О'Нил, на една зборуваме за нешто по-слободно во оваа конференција. Дали ја познавате Ребека Вест? Најверојатно ја знаете книгата која што таа ја напиша.
Таа книга ја напише откако ја посети Македонија меѓу двете светски војни, книгата со наслов Црно јагне, сив сокол. Оваа книга, таа едноставно восхитена од македонскиот народ. И во оваа книга, во еден многу одличен пасус, не подсетува на нешто што мислам дека нашите грчките соседи треба да го чујат. А таа вели Европа без Македонија е како зелена мува на фиденка триндафил. Европјаните не може да сватат што тие се и кои се тие, освен ако не ги наблюдуваат селанките од Скопска Црна Гора и од Битола, кои што подсетуваат на некоја античка култура од минатото. Ова е една парафраза од незината книга и сметам дека е навистина задолжителна лектира за многу политичари и сигурен сум дека ова е задолжителна лектира за многу британски премиери. Yes, you can answer, please. Ве молам одговорете. Да, навистина се надевам дека британскиот премиер ја прочитал оваа книга. Ако не, јас ќе му порачам на амбасадорот на Македонија во Лондон. Okay, because our yes, ambassador. Also, the question, Professor, you agree with me? If we address the question for Ambassador Robin O'Neill, I'm sure that he understand my question, or else you want to participate, please. Mr. Knaus, see Ambassador O'Neill. Амбасадоре О'Нил. Please, Professor. Ви молам, професоре. We have. Амбасадор О'Нил, господинот Кнаус беше исклучен за жал. За жал си уште не сме го постигнале нивото на технологија кој што би го сакале, но и тоа ќе биде на првен мора да го решиме проблемот со Грција. Дозволите да кажам дека неодамна господинот Кнаус даде изјава во интервјуто со господин Томич, во која што кажа дека решението на проблемот на спорот со името е официјален став и е критериум за Македонија да може да влезе во Европската унија. Прашањето кон него и воеднопатено до вас е следно. Дали Европската унија ни се обраќа со еден единствен глас? Или дали ние слушаме многу повеќе гласови, еден вид на какофонија на гласови кои што доаѓаат од најразличните тела на Европската унија. Еден глас од Европската унија, еден од Советот и еден друг глас од Европскиот парламент. Бидејќи само пред 3 дена имаше, се постави прашањето за проширување на Европа. Тој комесар за проширување изјави дека проблемот помеѓу Македонија и Грција е едноставно и билатерален проблем. Што мислите? Што треба да следиме? Мислам дека треба да слушате многу внимателно што каже францускиот министер. Мислам дека исто така мора многу внимателно да ги слушате министерите за надворешни работи на многу други европски држави. Речиси сите влади од Европската унија сака да ја види Република Македонија како членка на Европската унија и тоа под името Република Македонија. Единствено Грција е единствена која што се противи ова.